Овој проект се залага за квалитетно и инклузивно основно образование со цел секое дете да има еднакви можности за развој, учење и остварување на своите потенцијали. Проектот го спроведува Фондацијата Чекор по Чекор заедно со партнерите Сдружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и Сдруженијето за давање услуги на лицата со попреченост Хандимак во соработка со Министерството за образование и наука. Се фокусира повеќе на подигање на професионалната и општествено одговорната свест. Прашањето кое што го третираме е засилена и осмислена и целисходна инклузија на ученици со попреченост во редовните основни училишта. Целта ни е да ги представиме достигањата на проектот пред представници од училишта и од општини од југоисточниот регион, меѓутоа и да ја поттикнеме малку дискусијата околу тоа каде се гледаме како регион, како држава, во процесите на пристапување кон Европската Унија, каде инклузијата е еден од основните постулати на квалитетното образование. За жал не може да се даде некаква просечна оценка во однос на тоа каде сме ние како држава во инклузијата, заради тоа што имаме многу големи разлики во практиките. Имаме општини, имаме училишта кои што одамна го почна овој процес, еден од нив е и општина Струмица, кои што се далеку понапредни од голем број на други училишта и општини. Имаме средини каде што допрва инклузијата започнува, но она што не радува е дека гледаме поместување во однос на состојбите пред 10, пред 5 години, особено со донесувањето на новиот закон за основно образование од 2019 година. Првиот човек на Струмица, Костадин Костадинов, подлече дека општина Струмица има превземено доста чекори на тоа поле, се со цел учениците да бидат инклузирани во редовната настава. Општина Струмица е пионер во многу работи. Во 2017 година со проект на UNDP започнавме со личните асистенти за децата кои што имаат индивидуални потреби, односно учениците. Проектот траеше 6 месеци, секако дека општината го продолжи до ден денеска веќе сите оние ученици кои што имаат индивидуални потреби и потреба од лични асистенти, општината излегува во пресрет, истите ги финансира заради потребите на граѓаните, би рекол. Особено е важно физичкиот пристап во самите училишта, затоа реализираме неколку пристапни рампи во разговор со организации меѓународни дека треба да имаме поблага нивелација на самите рампи таму каде што има потреба, а тако беше случајот во училиштето во Свидовица, каде општината ја коригираше рампата. Имаме уште една рампа која што треба да ја реализираме преку Еразмус проекта, тоа е во основното училиште Видое Подгорец, на еден дел од влезот каде што треба да обезбедиме пристапна рампа. Тука не можеме да не ги спомнеме сензорните соби за децата со попреченост. Регионалниот настан за промоција на проектот Биди инклузивен, биди инклудиран е финансиран од Европската Унија со цел да се обезбеди рамноправен пристап на децата со попреченост до квалитетна настава и пристапна и стимулативна средина за учење.